Добар ден на сите. Согласно член 38 од Статутот на Општина Битола, службен весник на Општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисија за заштита на човекова средина на Советот на Општина Битола на 5.4.2004 година петок во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Извештај за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на Општина Битола за 2023 година. Имаме потребен кворум за работа, ве молам и образложете ја точката. Добар ден на сите, јас сум Александра Ангеловска, соработник за животна средина од Одделението за урбанистичко планирање и заштита на животна средина. Покрај извештајот за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на Општина Битола за 2023 година, како пропратен документ, ви ги имавме испратено и месечните средни вредности, како и годишните за 2023 година на амбиенталниот воздух. Извештајот се состои во повеќе делови: заштита на квалитетот на амбиенталниот воздух, управување со отпад и делот на субвенционирање. А што се однесува до реализацијата, согласно измените што ги имавме направено на програмата, реализирани се 84% од средствата што беа доделени во програмата. Доколку имате прашања, слободно можам да ви образложам. Доколку има некој од советниците прашања, поставете. Павел Борча. Ви благодарам, председателке. Во однос на средствата што беа наменети за ефикасни енергетски фасади, значи дали се искористија, пошто веле, мислам, кога беше ребалансот, Да. разговаравме втора фаза, прва фаза, дали Да. се искористија до крај нешто или заврши в некоја фаза, Значи, воопшто. сега, од страна на општината беше пуштен јавен повик за субвенционирање на енергетска ефикасни згради. На повикот се јави една колективна зграда, меѓутоа не продолжи во тамошните фази, што значи дека овие средства не се реализирани. Ова значи дека од средствата, значи, остана или се прераспределија некаде? Нешто се искористи со нив? Не, значи јавниот повик се траеше до 31 декември, до 31 декември тие средства беа на некој начин затворени во програмата за животна средина, бидејќи не продолжи во таа фаза, не се искористени и не можат да се пренаменат со затворање на трезорот. Така. Во однос, што спомнавте за амбиенталниот воздух, по последно, значи, збораме ова за загадувачите. Така? Дали се направи катастар, пошто имаше најавено за зеленило се, за... Да. Значи вака, во програмата за 2023 година Општина Битола имаше предвидено средства за ажурирање на катастар на загадувачи, меѓутоа од Министерството за животна средина Општина Битола е избрана како пилот општина за изработка на катастар на загадувачи на воздухот и сме во фаза на изработка, значи со средства од Министерството за животна средина. Така. Општина Битола во 2021 веќе има изработено еден катастар на загадувачи. Сакавме да го ажурираме, меѓутоа сега веќе Министерството ни обезбеди оператори средства и ова година веќе почнати сме на изработка на катастар на загадувачи заедно со Технолаб со поддршка на Министерството. Така. Редоследно на тоа, Леапот. Добро? Да завршивме, исплативме... Да. Значи, локалниот еколошки акционен план е изработен и средствата се искористени од него, значи изработувачот е исплатен. Финансиски може да ми кажете бројка точно? Сега ќе ви кажам само момент. Значи за Леапот беа предвидени 472.000 и истите се реализирани. Така. Во однос на овој проект што беше големиот, правевме момент за депонијата кај... Добро. Локалната депонија. Добро. Значи, нешто Општина Битола превзема некои активности, финансиски средства, мислам, од 2023 година согласно извештај? Вака сега, Општина Битола во делот на регионалната депонија, нашето одделение, како предфаза на регионалната депонија, заедно со Министерството и со САЛАР, шведска донација, има изработено локален акционен план за управување со отпад, двогодишен, 2024-2025. Во тој дел имаме мерки и време на реализација. Во тој дел веќе почнавме да работиме. Во делот на регионалната
комуналната депонија, како одат активностите, одделението нема информација. Бидејќи имаше најавено дека согласно тој план ќе имаме можност да набавуваме возила, зборам комунален отпад, кој што ќе можеме да ги користиме. Значи, во делот на побарани информации од наша страна, во координација со комуналец, беа испратени кои возила ги имаат комуналец и дека ќе се набавуваат нови возила. Меѓутоа, постапката како оди, можеби други одделенија знаат, јас немам информација. Така. Во однос на пречистителната станица, проект кој што години трае таа работа. Тоа е во одделението за економски развој. Економски развој. Да, Добро. И на крај, во однос на финансиските средства, извештајот, значи зборавме и на финансии, за ребалансот, правиме муабет од државата. Добро. Значи финансиските средства што беа предвидени како битола Финансиските средства од фосилни горива, предпоставувам, за нив зборувате. Одделението за урбанистичко планирање и заштита на животна средина никогаш не добива од тие средства. Не. Не. Да, и ние побаравме, меѓутоа тие средства не... Да, преку комунално. Бидејќи кога правевме ребалансот, викаме добиваме средства, правиме ребаланс бидејќи добиваме повеќе финансиски средства од централната власт, дали значи се користат за проекти зборам. Кај нас во животна средина конкретно не. Добро, ви благодарам. Благодарам. Борче, друг од советниците прашање дали има? Повели. Вака. Колку што ве слушнав, имаме слободни средства неискористени од енергетска ефикасност на колективни згради. Да. Колку имаме? Од јавниот повик за 2023 година. Добро. Значи 525.000 денари. И тие би можеле ние да ги искористиме со измена на ставки во ова програма? Пример, негде да дополниме нешто плюс? Вака сега, со измена на програмата од 2024 година, доколку Добро. финанси ни дозволат овие средства, што со затворање на трезорот не се искористиле да се прелеат во програмата, 2024? со измена во 2024, може би да. Сега во случајот... Не, за Да. општо прашувам, не за сега. Сега, второто прашање, ние имавме една ставка уредување колективни згради. Да. Таа знам дека не ја правите сами, туку ја правите во договор со комуналец. Имаме нешто реализирано во 2023 година? Бидејќи од страна на комуналец согласно договорот не бија завршени обврските и тие средства не се искористени, односно одделението и општина не ги исплати. Да, ти треба да го изврши комуналец, Да, вас да ви Ние достави извештај. Да добиеме фактура за извршени. Добро, значи такво нешто немаме. Не. Извини, на истата тема. Чекај, не се слуша. Дали има некаков план за ова уредување на зелени површини на Во дворни места? 2024 година одделението за урбанистичко планирање и заштита животна средина во својата програма нема средства предвидено за зелени површини. Меѓутоа претпоставувам дека други одделенија со други програми можеби би имале. Дали имаме некој конкретно план за работот кај ќе се почне, што ќе се не зборам за финансиски средства? То треба општината да го изготви или комуналец треба да То го треба, предпоставувам, значи да го изготви одделението за економски развој заедно со одделението за комунални дејности. Уред, благодарам. Благодарам. Друг советник прашање? Имавте предвидено, имавме уствари предвидено 400.000 прво за кастрирање за ловување, потоа уште 1.000.000 денари, значи 1.400.000. Да. Сите се искористени? Вака сега, 400.000 денари се искористени, а 1.000.000 денари беше потпишан рамковен договор. Добро. Некаде на средината на април истиот ќе биде ќе заврши, ќе бидат исцрпени средствата и со тоа го праќаме новиот повик, односно новата јавна набавка за да се искористуваат 1.000.000 денари што се предвидени согласно програмата за 2024 година. Сега знам дека можеби не е во ваша надлежност, меѓутоа чисто информативно имам две прашања. Првото е физибилити студијата за видеонадзор ја испромовира тука градоначалникот, се испофали, се направи
слики се направи. Мене ме интересира, вие како деление имате уште некоја обврска во врска со физибилити студија? Со донесувањето на физибилити студијата и одржување на презентација каде што ви беше презентирана физибилити студијата, истиот ден ја испративме до градоначалник и до одделението за економски развој. Значи тука за вас, мислам, вашата обврска Нашата завршва. обврска завршва, понатаму треба да се направи проектна документација за да Имаме некаква информација дали има јавна набавка? Мислам, ако знаете, ако не мора да ми немам таква кажувате. информација, не знам дали се предвидени средства, немам информација. Добро. И уште едно прашање имав, извинете се да го најдам само. Рековме за зелен катастар. Добро. До кај сме стигнати со зелениот катастар? Ме интересира дали имате добиено податоци од комуналец, Добро. како што рековме, треба да има задолжено лице во комуналец кој ќе ве известува, односно фирмата ќе ги добива. Ме интересира дали таа постапка функционира или не? Значи Ако имате информација. од наша страна се изработени 2 зелени катастри, изработена е и некаква платформа на која што комуналец треба да ги ажурира. внесва. Да ги внесва. Немаме информација дали се внесени, дали се ажурира катастарот на загадувачи, а веќе ќе го спроведуваме третиот дел зелен катастар, трет дел. Не, ве прашувам заради тоа што кога го прашавме лани директорот, тој рече дека не знае дека има таква врска и мене стварно не ми е јасно кој ќе ги ажурира тие растенија. Ако вие немате обврска, мислам тие дрва, ако немате вие обврска, немате, тој нема такво лице, тогаш Значи, за зелениот џабе ние го правиме. Зелениот катастар е обврска на комуналец, а наша обврска по закон е да го нарачаме и да го изработиме. Зелениот катастар може да го ажурира и работи шумарски инженер. Јас колку што знам, бидејќи Нема. во првиот зелен катастар соработвав, има шумарски инженер Никола, со него се соработвав. Сега понатаму не можам да навлегвам во систематизацијата и начинот на работа на предпријатието. Добро. Толку, немаме други прашања. Благодарам. Друг советник? Едно само прашање, извинете, знам дека може не е во ваша надлежност. Имате некаква информација во врска со прифатилиштето? Сега во случајот не. Мислам, немам Од информација. јуни месец ни вела дека е готово пред пуштање. Да не е пуштено случајно или немате разбрано? Не, од страна на одделението само техничка поддршка во делот на испраќање на документите за добивање на согласност. Меѓутоа немаме информација дали е пуштено. Јас немам информација. Уствари не збораме за прифатилиште, збораме за настрешница. Збораме за локацијата кај земјоделско училиште, немам информација. Добро, фала. Благодарам. Друг советник да постави прашање, повели Брча. Во однос на ситуацијата збораме за амбиенталниот воздух. Значи, Добро. санкции или пријави до општина Битола во извештајот, значи имате до одделението за, значи, некој Доколку има загадувач, санкциите, пријавите одат до општинскиот инспекторат. До одделението не доаѓаат такви пријави во делот на загадување. Дали можеме да добиеме некоја информација, отприлика дали постапувало одделението, например, колку во годинава? Сигурно доколку се обратите до општинскиот инспекторат, инспекторката за животна средина и останатите инспектори сигурно ќе ви дадат некаква бројка во делот на постапување. Добро. Друга работа во однос на клима уредите. Добро? Значи имавме повик за клима уреди во кој што рековме ќе оди пак по електронски пат, ама пупу не важи, падна системот, па појда со ливчина. Имаше многу незадоволни граѓани, па имавме ребаланс на буџетот, па сите да ги опфатиме. Исплативме се готово 2023 година. Јас колку што знам, ова информација може најдобро може одделението за финанси да ви да или сметководство, не знам. Јас колку што знам, работата на комисијата и на одделението е целосно завршена согласно ребалансот што го направивте. Значи вие го правевте само луѓето, така исплатата не. Ние ги пишеме решенијата на добитниците и после истите ги доставуваме до градоначалникот до финанси и сметководство. Понатаму исплатата е нивна. Не добивам информација дали некој е исплатен или не. Претпоставувам дека согласно изработеното решение дека некој е добитник е исплатен. Не, зборам цел список го искористивте. Вака сега. Список на добитници во делот на клими имаше 335 добитници, меѓутоа тие 335 добитници беа сите со потполната документација. Оние добитници кои што немаа потполна документација и од сам старт беа одбиени, не добија исплата. Исплатени беа само сите апликанти кои што имаа потполна документација согласно условите. Од ваше одделение?
Значи, затоа се збораме за да споредиме, ти ќе ни кажат некоја цифра. 335 сега го отворав баш, за да ви Супер, информирам. за да знаеме. Да, го има и јавно достапен на општина 335, Битола, ти да. рековме не повеќе од 18.000 денари. Не повеќе од 18.000 денари. денари, за да ја споредиме сумата која што ќе добиеме од финанси, заедно со ова дали нешто се продолжило плюс нешто евентуално. Значи, на крајот од табелата, како што може да видите, во делот на измени и дополнување на програмата Ребаланс, нас ни беа одобрени 3.195.124, односно заедно со претходните 1.600.000 што ги имавме веќе во програма, 4.795.124. Понатаму, не знам како дел исплатата би требало да се усогласени. Да, затоа реков дека е постапката со климородите. Иначе во однос на ова, Иначе, извинете, постапката треба да заврши до 25 декември, согласно ова програма, бидејќи со затворање на трезорот се затворат и овие средства. Мора да е затворена постапката. Треба да е затворена бидејќи постапка. има граѓани кои што не прашват и се јас морам да Да, прашам. не. Ке ми извините за таа работа. Нема проблем. Иначе во однос на ова за ловувањето за животните, дали знаете, бидејќи на комисија, на седница прашав и предлагавме тогаш да го работи јавното претпријатие Комуналец, ни рекоа дека не е во состојба, ќе видиме поделението како ќе соодействува со некоја фирма која што ќе врши таа работа, што ќе е софистицирана бидејќи треба да се третираат и така натаму. Сега го гледаме дека Комуналец го извештува таа работа. Во соодействување сте заедно со некоја фирма или Комуналец вака си сега. набави свој тендер си направи или пак Не знам. општината си направи? Значи вака, согласно Законот за благосостојба на животните, општината има должност за заловување на секое куче затекнато на јавна површина без собственик. Меѓутоа, бидејќи општина Битола нема прифатилиште, склучува по јавна набавка договор со оператор кој што има одобрено прифатилиште од страна на Агенција за храна и ветеринарство. Најчесто се со Значи, општината со оператор, оператор, да. значи не со јавно претпријатие зборам. Не. Општината со оператор. За да Во ги случајот рачистиме договорот наш е со Провета Лек Новаци. Договорот активен. Во Битола нема, во меѓутоа, Битола нема одобрено прифатилиште. Се спомнуваше дека јавното претпријатие Комуналец се окей, за да ги рачистиме работите Да, во за јавност. случајот значи, општина тоа е. Битола се уште не знам Комуналец, во Битола, значи општина Битола има склучен договор активен во моментот со приватен оператор Провета Лек од Новаци. Со отворање на прифатилиштето, понатаму како ќе отработите, како ќе го уредуваат тој дел, дали Комуналец ќе се ја врати. Например, што може да го направи таа... А во тој дел? моментот? Во моментот приватниот оператор има прифатилиште со одобрени 10 боксови. Додека не се ослободат боксовите согласно закон по 10 дена, тој не може да заловува 20 кучиња во еден ден. Значи максимумот е 10 кучиња. И тие 10 кучиња минимум 10 дена мора да се чуваат. После 10 дена ново заловување. По правилници и закони на Чисто е за Да, јавноста, да знаеме нема проблеми, проблем, да знаеме како одете работите, да знаат граѓаните чисто Да. дека нешто се случува, не се случува, има договор, нема договор, каква е се процедурата, нормално сите не се професионалци во фелата. Добро. Тоа е од мене. Јас имам едно прашање. Можда не е во ваш домен, чисто ме интересира дали знаете. За кастрење и ретчење дрва низ град. Општината ангажира надворешни лица? Колку што знам јас, за кастрење на дрвата Комуналец, со барање поднесено од општина Битола. Да, имавме сега пред 2 дена случај на јавна површина на општинско земјиште каде што се сечеа дрва од приватен оператор кој што си ги зеде дрвата. Чисто ме интересира дали знаете кој пред нарачки за Инспекторатот ќе ви има за информација за таа уништување. работа. Значи јас мислам во сопствено земјиште може да си ги искастрам, меѓутоа треба да ме задолжат колку сечени дрва, толку да посадам, како што е законот за зеленило. За ова информација немам, меѓутоа може и општинскиот инспекторат или ЈПК Комуналец да ви даде одговор. Фала. Благодарам. Друг колега? Вака прескакулица. Во однос на пречистената станица што е од Трново Магарево, значи што велевме тој опат што од Молика
До кај сме завршени се некои финансиски? Пречистителната станица е во одделението за економски развој. Мислам дека раководителот Венцо Шишкин најдобро може да ви даде информација во тој дел, бидејќи тој си ја води постапката за пречистителна станица, немам информации. Добро. Ова за дали е кај вас во вашиот дел збораме за националниот парк Понлика и натаму плаќаме пари таму за мислам во тој Не е ни тоа е мислам исто во економски развој. економски развој. Да. Повелете други прашања? Бидејќи нема повеќе прашања, преминуваме на гласање. Точка број 1. Извештај за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Кој е за? 2 гласа за. Против? 1 против. Воздржан? 1 воздржан. Ви благодарам на присуството.